Пораките на еврокомесарот и европските пратеници, кои што денеска беа во посета овде и се уште траат разговори, се јасни како бел ден. Се договоривме дека процесите мора да бидат обрзани. Секој ден изгубен за Македонија е изгубен за сите граѓани и за европските перспективи на Република Македонија. Секако, образувањето на процесите не значи дека треба да престанеме да бидеме внимателни за сите овие провокации што се случуваат од другата страна, но едно е јасно, мора да побрзаме. Ние остануваме на нашето внимателно насочување на демократските процеси во државата, бирајќи председател на собранието, кој што ќе испрати писмо до господинот Иванов и да ги отстрани овие 10 дена, веќе е презентирана програмата на идната влада и очекуваме да овој процес заврши овде. Сето тоа што представува отварање на нова можност за трошење на нови денови е ризично за Македонија. Еврокомесарот и пратениците испратија многу позитивни пораки. Тие се спремни после успешни реформи и отпочнати процеси на реформи да сериозно пристапат кон Македонија, отварајќи поглавја 23-24, да ги убрзат процесите, да ги охрабрат тие 75% граѓани кои што до ден денеска веруваат во европската перспектива на Република Македонија, и тоа е само уште една причина повеќе за нас политичарите да носиме брзи одлуки и одлуките да бидат доволно храбри и во интерес на сите граѓани. Јас се надевам дека ќе има сенс од сите политичари, заради тоа што и ние како политичари и политичките партии постојат единствено заради иднината на Република Македонија. Верувам во таквите процеси кои што и нашите европски пријатели ги охрабруваат и само на тој начин со одговорност пред граѓаните, пред државата, ќе се однесуваме во натамошните постапки, кои што еве денеска гледате започна и повторно се блокира со изборот на комисијата и составувањето на самиот број на членовите на самата комисија. Веруваме дека нема да има намера некој да го блокира и таквиот процес на избор на председател на парламентот. Секако тоа нема да го дозволиме. Повелете прашање. Еве вака. Значи, цело време сме со огромно внимание поставени на целиот процес. Додека буквално не дриблаа, дека некој е приватно зафатен, па не може да се одржи координација. Го почекавме и тој момент, кога стоја на своите стојалишта дека треба да биде составот на членовите 6-5-1-1, а мисливме ние поинаку, да биде 5-5-2-2, и тоа го прифативме. И сега се бара да биде председателот на комисијата од ВМРО ДПМН. Ние немаме проблеми со оваа работа. Но ова е само уште една причина да биде блокиран изборот на председател на собранието. Тоа нема да го дозволим. Легитимно е и да се знае, согласно деловник, парламентот на пленарна сесија бира председател на собранието, председател на комисијата за избори и именувања и заменик председател. Бира членови и заменици членови. Нека ги каже ВМРО ДПМН своите аргументи зошто треба да имат председател на комисијата за избори и именувања пред целата јавност, на пленум, да се дискутира за оваа работа, нека ги кажеме нашите аргументи и на крајот се знае во демократска земја како се одлучува. Ке се дигна двата прста или ке се притисне на копчето и ке се одлучи кој да го има председателот на собранието. Апсолутно процесите мора да се движат напред, заради тоа што тоа е третата точка. Со завршувањето на третата точка ќе преминеме на четвртата точка, која што е избор на председател на собранието на Република Македонија. И тоа се процеси кои што се од корис и во полза на добар и мудар начин на носење на одлуките, согласно она што го опишува нашиот устав и нашето позитивно законодавство, така и деловникот за собранието. Веруваме дека процесите ќе се движат во ваков правец. Нема да дозволиме некој да се крие зад одговорноста и да инволвира цела Македонија. Секако имаме трпение, имаме разбирање, апелираме да се, но исто така имаме и должност. Граѓаните губат трпението, очекуваат да се дебатира за успешни реформи, очекуваат да имат бенефит од тие успешни реформи, очекуваат да ја видат Македонија како се движи напред, има квалитет на ДПА-та, на економски проекти пред се и над се, тоа го очекуваат граѓаните од нас. Одлуки мора да се носат. Господине Заев, како председател од Иванов останува на става, колку дека не се спомнат, нема да бидат. Го знаете нашиот став и ќе го повторам. Ние ќе очекуваме да ги отстраниме овие две нелогични или неразбирливи причини кои господинот Иванов ги испорача пред јавноста и стои пред нас. 10 дена новиот председател на собранието преку писмо ќе му ги обезбеди. И ако е навистина тој во ситуација да
биде загрижен за овие 10 дена, за да не го крши уставот, покрај тоа што има 67 потписи обезбедено, еве и ова нелогично барање, ќе го исполниме. Веќе објавивме програмата на идната влада, која што е апсолутно за зајакнување на унитарноста на државата, целосно почитување на уставот и нашите евроатлантски перспективи. Сето што е внатре, апсолутно не индицира за некакви туги интереси наметнати врз Македонија. Не. Тоа е 100% интерес на граѓаните. Очекуваме, јас бев на состанок кај господинот Иванов, разговарав пред да објави својата одлука, еве имам разбирање за ова работа, заедно сите ние кои што стоиме со 67 потписи на пратеници, дека тоа ќе бидат доволни причини тој да го даде мандатот. Тоа е редот на работите. Сите знаат дека мандатот се црпи од граѓаните. Тие го дават на пратениците. Вакви избори, и вечерва беше потенцирана на овој состанок, се навистина одлична можност, кои што се признаени од сите политички партии. Вакви кредибилни и регуларни избори, кои што можеби и не се по наше задоволство комплетно. Имаме 49 пратеници, но тоа мора Македонија да го искористи како завршен кредибилен и регуларен процес, согласно кој мора да се придвижат демократските процеси понатаму. Остануваме се уште на нашите изјави да го очекуваме мандатот од господинот Иванов. Секој друг, па дури и коментар, е непотребен во моментот за Република Македонија. Стоиме на таа опција и уште еднаш апелираме и уверуваме дека треба да се следи она што е пракса, церемонијалната и формална улога. Председателот на државата треба да ја исполни, да го даде мандатот. Но секако и наетот ќе ја носи Македонија кон лоша иднина. И ние имаме исто така обврска сите да водиме грижа за добрата иднина на Република Македонија. Дали споменат некакви санкции за председателот Иванов или за политичките сили кои ги забавуваат процесите за избори? Верувам комесарот Ханки има изјави, тој ќе ги каже своите ставови за тоа што тој разговарал со нас и со другите политички партии. Веројатно господинот Иванов очекува писмо од новиот председател на Собранието на Република Македонија, кој што ќе му ги отстрани проблемот со 10 дена и верувам дека тогаш тој ќе промени своите ставови. Дали верувате дека меѓународната заедница би поддржала влада која не е формирана со мандат? Меѓународната заедница е пријател на Македонија повикана од нас да ни помогне. Таа сигурно ќе ги почитува сите уставни права кои што следуваат на граѓаните и на институциите во Република Македонија. Немам двојбено мислење околу ова работа. Секако сите нивни окажувања се да се почитува уставот, да се почитуваат законите и деловникот за работа во собранието во овој случај. Така да верувам дека тие ќе бидат на линија на принципите и вредностите кои што стојат целиот овој период. Во однос на завршувањето на процесите, кога очекуват функционално собрание? Јас очекувам до крајот на оваа недела собранието да има седница. Сето друго ќе значи банализирање и барање изговори од страна на ВМРО ДПМН. Токму преку господинот Трајко Велјановски, кој што е председавач на седницата која што е започната и треба да заврши. И вие, добро упатените новинари, но и граѓаните, знаат дека едноставна работа е да се продолжи седницата која што е застаната на втората точка и треба да продолжи со трета и четврта точка. Треба да се избере комисија за избор и именување и треба да се избере председател на собранието. Македонија не е од вчера, ние имаме 25-6 години веќе парламентарна демократија и пракса. Треба да се движиме по овој правец, по пат на транспарентни дебати, да одлучуваме и да ги носиме одлуките и да се движиме напред кон процесите кои што следуваат. Јас сум убеден и верувам дека до крајот на оваа седмица ова треба да заврши. И се надевам дека мојата ваква изјава со испраќање на надеж нема да биде заинает злоупотребена од некој друг. Македонија час поскоро бара решенија. Тоа е обврска и на Никола Груевски, на Трајко Велјановски, на Ѓорги Иванов и на сите граѓани во Република Македонија. Посебно е обврска на политичарите во нашата земја. Други прашања дали има? Ако Велјановски да критизира да се активира на стариот пратеник?
Деловничките можности кои што ни стојат на располагање сите се отворени. Уште еднаш потенцирам, сакаме да не даваме изговори од било каков карактер на било кого. Сакаме со разбирање, по пат на диалог, решавање, наше присуство на координациите, да се решават сите работи и во парламентарните процедури за процесите кои што следуваат.